Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Такво, Татко небесен, во Исуса сум возљубен. Срцево да се вселиш во него. Богороден во Тебе сум, Татко мој, мир вам небесен, Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, Татко мој, Те сакам, Господи Исусе Христе, со сета своја душа, со сиот свој разум, со сето своје срце, за секогаш, Исус. Ние зборуваме за претопување и возљубување, за љубување, познавање, промена на Твојата природа од чувство, љубов во природа. Таткото небесен Исус Христос, Ти благодарам, Господи Исусе Христе. Зборувај денеска низ мене, отвори го ова срце, да биде срце полно со Твојата љубов и Твојата вистина. Ти дејствувај, Ти зборувај, Ти промени ме, Ти научи ме. Нека ги допрат овие слова сите оние кои се гладни и жедни за Тебе во името на Господ Исус Христос. Ги врзувам сите демони на неверие, сомнеш, подсмевање, лицемерство, сатански доктрини во умот кои не му дозволуваат на некое срце, на секое срце, да дојде до Тебе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што во овој ден, ова зимско утро, ме грее Твојата љубов, која никогаш не престанува. Ми ја грее душата, ми ја возобновува душата, што ме исцелуваш и лекуваш од смрт во живот и вас кои бевте мртви поради вашите престапи и греови. Без Исус сте мртви. Живи мртовци, немате доволно љубов, немате дух и умирате на рат и ви минува рокот на траење на земјата, во кој живеевте некогаш во престапи и гревови според животот на овој свет позади, согласно со кнезот на воздухот. Те сакам, Господи Исусе Христе, односно на духот кој сега дејствува во синовите на неверието. Тој е тој дух, сатански дух, себелюбив дух, дух на лагата. Два духа има, светиот дух и духот човечки, паднатата природа, себелюби, автокефалност, тоа што сакам јас мислам, јас имам свој живот. Душата не ја давам никому. Ја чувам душата. Денарот го закопувам во земја. Духот кој сега дејствува во синовите на неверието, тој е тој телесен дух, без разлика дали ти одат во црква или прават некакви физички дејства и обреди, меѓу кои ние сите некогаш живеевме според телесните желби. Живееш според телесниот ум, телесниот човек, телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, ова ќе направам, тоа ќе направам. По природа бевме како и другите чеда на гневот. И тоа се гледа во Македонија, во Армакедонија, каде се негира суштествувањето на поимот човек, македонец, име дадено од семокниот Бог и запишано во ова живо слово. Македонецот кој го повика Исус Христос. И секој секого осудува, секој се гневи, имаш политичари комплетно завладеани, слуги на поднебесните сили на овој век, кои го водат народот во јама и само ја расплодуваат омразата.
Извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и по природа бевме како и другите чеда на гневот, и се гневат луѓето, се судат едни со други, се колнат, но Бог, Таткото, кој е богат со милост, милоста Негова е вечна, поради големата Негова љубов, која никогаш не престанува, со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, мртов си поради гревот што го имаш, тоа што сакаш ти, не оживеа во Христа. Ете, тој е тој процес, треба да оживееш во Исус Христос, не воскресна со Него, не постави на небесата во Христос Исус, не постави заедно со Него, не калеми, за да им покаже на идните векови преизобилно богатство на својата благодат во добрината кон нас преку Христос Исус. И тука еден стих во кој се држат еден дел од телесните земни цркви. По благодат сме спасени. Зашто по благодат сме спасени, Ефесијаните 2:8, преку верата. И тоа се држат за тоа, но не го гледаат оној стих, благодата да не остане празна, на апостол Павле. И тоа не е од вас, туку дар Божји. Да, дар е Божји. Тој се даде себе си. Не е од дела за да не се пофали некој. Значи, не за да што си заслужил, туку е дар, а ти потоа работиш за Царството Божјо, да не остане благодата празна, зашто ние сме Негова творба, создадени во Христос Исус за добри дела на љубовта, што Бог ги предодредил уште од порано да живееме во нив, да живееме и да пребиваме во љубовта. Затоа помнете вие кои некогаш по тело бевте незнабожци и наречени необрезани, од така наречените обрезани што го распна Исус со телесно обрезание, правено со раце, и денеска го распнуваат, дека во она време бевте без Христа, одстранети од општеството на Израел, првата заедница, без право на учество во заветите, на ветеното, без надеж и безбожници во светот. Тој им зборува сега на Павле, на Ефесијаните, а потоа доаѓа во Македонија, бидејќи крвта ваша на главите ваши, им рече на израелците кои не ќе да слушаат за Исус, одам и јас кај незнабожците и доаѓа кај македонците кои го чекаа Исус, зашто тој е нашиот мир, Исус. Но сега во Христос Исус, вие кои некогаш бевте далеку, во Христос Исус станавте близко преку крвта Христова, тој плати за нашите гревови. Тој е нашиот мир, помнете го ова, кој од двата народи, израелци и други, направи еден и ја разруши преградата што беше меѓу нив, откако со телото свое го уништи непријателството, плати, а законот на заповедите и одредбите го обесили, тоа што си правил ке ти се прави, за да создаде во себе, внатре, во него, заедно, од двата еден нов човек, воспоставувајќи мир. Нов човек, Христов човек, роден во љубов, претопен во љубов. И обата во едно тело да ги помири со Бог Таткото преку крстот, откако го уништи непријателството во себе, плата за гревот е смрт. И ова, ако не го разбираш, се занимаваш со некои телесни работи. И откако дојде, тој ви благовести мир вам далечни и блиски, зашто преку него и едните и другите имаме пристап кај Отецот во еден дух. И така, вие веќе не сте туги, можеш да пристапиш кон Отецот. Каде? Па да му го отвориш срцето. Не сте туги и придојдени, туку сте им сожители на светиите и членови на Божиото семејство. Тој така вели, сонаследници, деца Божји. Значи ти си дел од него. Ти си негов член, негово семејство, зашто се утврдивте на темелите поставени од апостолите и пророците, имајќи го како камен темелник самиот Исус Христос, кој треба да ти се насели во срцето, сокровиште да направи со Таткото Небесен, врз кого целата зграда стројно зглобена прераснува во храм на Господ. Ти стануваш храм, жив камен во црквата, ако му го подариш срцето и победуваш, сведочиш, живееш во љубовта,
врз кого и вие ќе се содзидате, ти се содзидуваш во живеалиште Божјо преку Духот. Ти се содзидуваш жив камен во Исусовата црква, ја живееш неговата љубов која никогаш не престанува, течат живи реки од твојата утрова, еве како овие завети кои не престануваат. Црквата им била апостолска. Олеле мајко, не е тоа. Исус се напомош. Гледам дека ви е апостолска. Гледам славите се и се што. Таа ви е предапостолска. Таа ви е македонска народна култура, но не зборуваме денес за тоа. Нашата работа за Царството Божјо треба да работиш благодата да не остане празна, да го шириме Евангелието. Како па ти си жив сведок, ти си жив камен. За поголем успех на Евангелието во тебе треба да се угледа, да стане познат, да го познаат Исус Христос, Филипјаните 1:12-13. Да видат како ти живееш, како ти си здрав, како ти имаш сила, како ти помагаш на луѓето, имаш љубов, успешно ширење на Евангелието, блага вест, без страв, да го проповедаат Словото Божјо, без страв. Во љубовта страв нема, Божјата порака. Пазете, некои проповедаат како така. Некои како проповедаат, некои играат игри, обреди, традиции, вапцаат јајца, фрлаат крстови, рипаат, положуваат, вртат паричка, вртат околу црквите, камени, градат згради, возат мерцедеси, не им пречи халовен, ЛГБТ, Светскиот економски форум кој јавно го прогласи Исус Христос за лажна вест. Ој Исусе и само Исусе. Читаат свети отци за да го оправдаат славењето на Богородица и светците. Како се проповеда Исус е важен момент. Дали си ти пратен, тој зборува низ тебе. Кој зборува од мене, јас со својот телесен ум, светите отци од Никеја до Армакедонија. Кој зборува од мене, духот на Отецот или духот на овој свет? Телесно учење. Наместо да го молиш Исус да ти го отвори умот, за да ги разбираш писмата, ти си читкаш од светите отци. Читаш некои книги, пренесуваш туги искуства, немаш доверба во Исус и Светото Писмо, па имаш македонски свети отци, дали сум ги љубел, ме прашува некој. Се разбира, да, но Исус ми е пред се. Нема да се поучувам на туги искуство, бидејќи тој во духот ме учи. Тоа не е христијанство, ако ти читаш разни книги, свети отци. Тоа не е следбеништво на Исус, не е сотрудништво, туку македонска народна обредна култура од неолитот до денеска, вметната во христијанството во 3 век. По собирот во Никеја, кога цар Константин го прогласи христијанството по сонот и победата со крстовите за државна религија, нема веќе да ги гони. Тоа е идолопоклонство кон себе си, традициите, фарисејство. Затоа израелците го распнаа Исус, овој сака да ни ги земе традициите и обредите. Како се проповеда Словото? Затоа го распнаа Исус, затоа македонците го распнуваат Исус. Големата црква, бесилна, поразена, затопена во калта и блуеницата, си се бави со своите обреди и нема сила да му се спротистави нападнатиот. Како се проповеда Словото? Некој на вистина од завист и желба за кавга. Има такви. Вака треба, не треба тоа. Други ги осудуваат за 5 секунди. Ништо не правиш така. Како се проповеда Словото? Други од добра волја го проповедаат Христос, Филипјаните 1:15. Овој не треба ова, не прави ова, не прави ова. Не можеш така. Мораш да му го објасниш принципот на љубовта. Друг препев, некој од завист и од соперништво спрема мене, но другите со наискрени намери. 1:15 Филипјаните. 16 стих вели, од желба да се препираат неискрено, друг препев вели, проповедаат од љубов. Проповедаат од љубов. И тука се стиховите, јас сум поставен. Кој е тој јас? Па апостол Павле и тие по него.
да го бранам Евангелието. Те сакам, Господи Исусе Христе, 16-17 стих. Бог ме определи да ја бранам радосната вест. Не можеш да бидеш христијанин вон Светото писмо, си читаш некои традиции, но што од тоа, како и да е, било дволично или искрено, Христос се проповеда. Затоа се радувам и ќе се радувам. Радувајте се и пак радувајте се, Филипјаните 1:18. 17 стих Гидеони. Оние што проповедаат одривалство и нечесни мотиви. Пазете, нечесни мотиви. Но без оглед, ќе видите дали се затопени во материјалниот свет. Дали мотивите се чисти или не се. Те сакам, Господи Исусе Христе, се проповеда Христос, Филипјаните 1:17, и вели дека се радува и ќе продолжи да се радува. И јас исто, 18 стих. Карактеристики на проповедништво. Смело, без страв, со завист и кавга, со добра волја, желба да се препира, неискрено, од љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе, го бранат Евангелието, не некои отци и традиции, дволично, искрено во радост. Те сакам, Господи Исусе Христе. Затоа има повеќе телесни учења земни, но тие се безсилни најчесто, бидејќи не ги води Духот Свети, се уште си маткаат во калта и блоеницата со духот на овој свет. Друг препев во Гидеони, како се проповеда завист, соперништво, со наискрени намери, од љубов. Те сакам, дај ми, Господи Исусе Христе, татко, од љубов само да проповедам. Ја бранам радосната вест. Одривалство и нечесни мотиви, чисто или нечисто. Со отци, обреди, традиции, догми, деноминации, со радост, со помош што доаѓа од Духот, со помош што доаѓа од Духот. Ете, тука е суштината, преку дејството на Духот Свети, така да овие текстови слегуваат, јас не ги пишувам. Кој зборува од мене? Прашајте се, паднете на колена и прашајте. Кој е учителот? Исус Христос. Дали зборуваш во дух или од себе? Од други стории, чувства, сознанија? Те учеле телесни луѓе. Дали со целото битие сакаш да му донесеш слава на Господ Исус Христос? Славата е Негова. А вие славите слави, нови години, празници, годишнини. Славата е Исус. Јас славам една слава. Свети Исус за секогаш Исус. Кога е тоа? Секој ден, секој час, секој миг. Дали со целото битие сакам да му донесам слава на Христос? Филипјаните 1:20. Било преку мојот живот или преку мојата смрт, да го возвеличам Христос во моето тело, било со живот, било со смрт. Филипјаните 1:20. Кој зборува, действува, љуби, проповеда во мене, од мене? Тоа е битен момент. Исус во дух или друга наука. Телесна, отци и друзи, реформатори, мракобесници. За мене да се живее значи Христос Исус, да се умре придобивка 1:21. Зборува за раскрсница на стар и нов човек, новороден, за телесен и духовен, свој и Исусов човек, кој проповеда, действува од мене, Исус или некој друг. Се враќаме понатаму. Дали со целото битие сакаш да му донесеш слава на Исус Христос? Исусе, на помош. Зарем не сте знаеле дека славата е Негова? Исус вели, Твое е царството, во по Неговата позната молитва, и силата е Негова, Таткото небесен. Твое е царството и силата и славата и волјата е Негова. И волјата е Негова. А вие што славите? Кого славите? Доаѓаат нови години, разни празници, предходно едните, другите после, третите, четврти.
pa vodite, pa jedno, pa drugo. Slavata je na Isus. Pazete kogo slavite. Da li so sето srce, duše i bitije sakaš da go proslaviš Isus, ili si slaviš nekoj telesni svoji tradiciji slavi, zamisli, igri. To je duhot na ovaj svet i nečesno go propovedaš. Da li od ljubov propovedaš i so radost, ili se afirmiraš, propovedaš sami od sebe si, se ušte si vo duhot na ovaj svet. I zato nemaš sila da go izgoniš satanata, ne za satanata i smrta, da za Isus vo Makedonija, vo mojot život, begaj od Makedonija satano v imето Исусово, не враќај се повеќе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во срцата Исус, од земјата до небесата ја враќам Македонија во собственост на Господ Исус Христос. Маш бре негатори, сатанисти, лопови, дрога или жидуши, магии, блудничење, надвор од Македонија. Македонија е земја на Господ Исус Христос. Амин до Божјо царство небесно. Амин на знаковен јазик. Амин. Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Татко небесе, во Исуса сум возлюбен. Ти го давам срцево, да се всели